Советниците кои се посрамотија и предизвикаа револт кај граѓаните поради со години неплатените сметки за вода, од денес се соочуваат со ултиматум. Сомнено дали станува збор за советници, дали станува збор за директори, дали станува збор за функционери, пред законот сите сме исти. Сметките мора да се платат до петок, во спротивно ќе им биде сопрена испараката на вода, согласно законот во Република Македонија. Ултиматумот од ИСАР веројатно ќе ги опамети советниците, но во меѓувреме тие го собраа и револтот од граѓаните, односно нивните гласачи. Ја ви кажувам дека е тоа управо. Секој треба да си плати дуго. Добро? Ете, сега, например, ние некои сиромаси плаќаме го ние дуго, па што останало за советниците. Како може, зашо лични податоци на советничката? Па како не е срам па да разгори да зборе по 23.000. Нали законот беше за комунали до 2.000, ако не платиш 3.000, дека одеш на извршител. Значи, кога може пратениците, уствари советниците да не платят ниту вода, ниту ѓубре, па зашто тогаш нас не малтретират ние да плаќаме? Одлуката ИСАР конечно да постапи како што треба најде на оправдување, но прашањето е зошто советниците досега биле толерирани и зошто во јавното претпријатие правеле дискриминација. Тужби имаме пратено, секако, не се поштедени. Критики заслужуваме, но ние се обидуваме во Советот да не ствараме меѓупартиска тензија. Меѓутоа, вода мора да плаќаат сите. Деновиве, ние како јавно предпријатие ќе ги објавиме сите јавни личности во градот Штип кои што не плаќаат вода и фирми кои што имаат милионски суми на капитал не плаќаат вода, а обичниот народ кој што работи во конфекција, обичниот народ кој што се мачи од утро до мрак да си ја спечели платата, се најредовни плаќачи си ја плаќаат плата. Тие што имаат никако не ги плаќаат сметките. Ние како јавно предпријатие тоа нема да го дозволим. Дали советниците во овие 3 дена ќе го тргнат срамото од себе и партијата, ќе сведочиме до петок, но на 2-3 месеци до локалните избори вакви ситуации сигурно нема да им користат.